Кој што веќе најавивме, Куманово изминатиот викенд беше домаќин на историски спортски настан. Прво официјално национално првенство во падел во Македонија. Во студиото гостини се првите национални шампиони Ѓорѓи Јанкуловски и Теодор Делјановски, а со нив е и главниот судија и делегат Зоран Поповски. Разговараме за деталите за првенството, развојот на овој се популарен спорт, меѓутоа и за иднината на паделот во Македонија. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро. Да почнеме со шампионите. Какво е чувството да бидете првите национални шампиони во падел во Македонија? Сега дека чувството е одлично, особено затоа што станува збор за прво државно првенство. Убаво е да се освои титула, меѓутоа уште е побаво да се знае дека сме биле дел од почетоците на спорт кој што допрва се развива во нашата држава и се надеваме дека ова е само почеток. Дефинитивно многу добро искуство беше овој прв национален турнир и јас и Теодор цело лето се спремавме генерално за ваков настан што ќе се случи во Македонија и многу сме сретни дека го освоивме првото државно првенство. И честитки се. И ви честитаме се разбира. Господине Зоран, колку беше тешко во однос на организацијскиот дел и од судиски или од аспект на тоа да ги подготвите момците и да направиме ваков историски подек? Во секој случај морам да кажам дека сум пријатно изненаден. Беше одлично организирано од падал клубот во Куманово на иницијатива од Падал Федерацијата на Македонија и све беше перфектно. Во рамките на Светската падал федерација по правилата како што требаше да се игра и бев многу изненаден, уште еднаш да кажам, со квалитетот на надпреварите. Колку е важно Македонија да добие, односно веќе го доби практично, колку беше важно да добие официјално национално првенство во падел? Важно беше со оглед на тоа дека сега веќе стапнуваме на мапата на падел надпреварите во светските рамки. Македонија е на почетокот, и што е многу добро, потребно е малце повеќе надпревари да се организираат, а нормално и повеќе играчи, повеќе афирмација на поголем број на учесници. Затоа ќе ги прашаме и Ѓорѓи и Теодор колку беше тешко да се стигне до финалето, односно со какви предизвици од самиот почеток успеавте да дојдете до трофеот. Така, значи турнирот беше поделен во 4 групи, каде што бевме поделени со уште 3 други пара. Во групите остваривме 3 победи, каде што влегавме во нокаут фаза и потоа имавме четвртфинале, полуфинале и финале. Беше тешко, меѓутоа, бидејќи како што кажа Ѓорѓи, цело лето се спремавме, имавме и турнири кои што претходно ги игравме заедно, имавме добра хемија меѓу нас и тоа ни помогна да бидеме фокусирани во најважните моменти на турнирот. Колку долго играте падал, Ѓорѓи? Јас започнав падал прв пат во Америка. Јас со тенисот иначе се бавам веќе повеќе од 18 години и студирав во Америка и започнав таму прв пат падал. И многу ми стана интересно, генерално ако веќе сте играле тенис, вие пак имате некое познавање во паделот, но дефинитивно поразлична е играта и тогаш започнав, изиграв неколку пати во Америка и сега ова лето, цело лето сум во Скопје и со Теодор можам да кажам дека од мај играме многу почесто. Господин Зоран, не сакам да го прашам на што се темелат правилата и системот на надпреварување практично во падел. Како? Паделот е као комбинација помеѓу тенисот и сквошот. Така. И правилата се на основа потекнуваат од тие два спорта и малце се адаптирани. Почетоците се 69-та во Мексико, но најголем да кажам прогрес е направен во Италија, во Шпанија последните години и најдобри, најсветски играчи, надпреварувачи се од тие земји. И бидејќи таму се игра премиер лиги, веќе е воспоставен целиот систем како се за надпреварување, за првенства, за шампионати. Ние сега ќе се вклучиме во тој дел, се надевам што побрзо, бидејќи земјите во регионот како Србија, Хрватска, Грција веќе имаат неколку години се пред нас, не е никаков проблем тоа. Падал Федерацијата во Македонија веќе
мислам дека има добра програма и ќе биде Да, се тоа во ред. нека биде и следното прашање до сите тројца, затоа што споминавте каде е веќе поразвиен овој спорт и во регионов, како е во Македонија и всушност дали во последниве години го добива тоа внимание паделот, но и колку овој успех што го постигнавте вие ќе допринесе за развој и за војнина на едно повисоко ниво. Да, ве разбирам. Најбитно е на почетокот, како и во сите спортови, е најбитна инфраструктурата. Значи, федерацијата ќе даде насоки и можности, но сепак ќе треба поддршка од државата, од локалната заедница, од градовите. Би требало да се изградат многу повеќе падел терени и да има секоја Бидат затворени за да може да се игра во зима, бидејќи моментално немаме ни еден точно. индор клуб каде што Тоа ќе што и може вие во... како играч го чувствувате на своја кожа. Да, така. Так. Во моментов имаме доволно или не? Па во моментов Освен или индор, што фали? Индор немаме оваквото на падал терени, тоа е малце проблемот, но има во Куманово, има во Скопје, во Гевгелија, во план се изградба и терени во Охрид, се надевам и во Велес, Битола, Штип, сите места во држава, бидејќи афирмацијата на еден спорт и привлекувањето на нови играчи потекнува од тоа како ќе се развива федерацијата, мислам какви насоки ќе даде федерацијата и бројот на играчите као шампиони, каков они фидбек ќе дадат во јавност. Верувам дека за вас задоволството е огромно што постигнавте ваков успех, меѓутоа истовремено колкава е одговорноста затоа што на некој начин вие сте водичи на се она што ќе следува, односно ова првенство е почеток на официјалната ранг листа за Македонија. Како вие го чувствувате тоа? Да, значи тоа е знак дека падел во Македонија оди во правилна насока, ќе има посериозна форма на преварувачка рангиста, каде што играчите ќе можат да освојуваат поени, каде што ќе можат да се напреваруваат, до сега тоа не беше во можност и нели убаво да се освои титула, меѓутоа нашот многу ни е поважно да има повеќе играчи, повеќе клубови, повеќе турнири, бидејќи заедно представува Македонија и со повеќе конкуренција може спортот да оди во наворна линија, значи без тоа нема да може да се напредува. Дефинитивно ранглистата помага и целта треба да биде овој спорт понадпреварувачки, да има повеќе играчи и генерално во Македонија треба и од младите, од јуниорите да почнат. Што би порачале еве на младите? Па би порачал повеќето се тенисери генерално, ако еден ден се откажат од тенис да пробат овој спорт, зашто генерално е динамичен и веќе ако си играл тенис имаш големо познавање во паделот. И исто така мислам дека треба да се повеќе подобар маркетинг да има во средните училишта, во основните училишта, така час по физичко нешто, може да се додаде и тоа. Има некои граници возрастни од кога се почнува, кога се завршува или сепак е на добрата волја и талентот? Нема граници, меѓутоа на овој турнир мислам дека минималната години беа 16, така сакате да учествувате. За надпревар. Меѓутоа за тренинзи можете да почнете од било која возраст. Од сева што ни споделивте досега, може да заклучиме дека поддршка поголема е потребна, меѓутоа Зоран, кој е следниот чекор што можеби најмногу би помогнал за да се доразвие спортот во Македонија? Следниот чекор би бил инфраструктурата. Значи, у секој случај, у секој поглед мора да се направат терени, тениски ќе кажев, падал терени во сите поголеми и помали места во државата. Тоа е на иницијативата на Падал Федерацијата, мислам дека тоа не е никаков проблем. Со самото тоа ќе се овозможи, бидејќи падал може, како што кажаа дечкиве, падал може да играат не само тенисери, не само сквош, фудбалери, кошаркари, било кој. Не мора ни да се спортисти, значи имам сретнато надвор каде што имам судено адвокати, доктори, правници. Често се одбира и како хоби, кое што хоби. прераснува малку и повеќе од хоби, тоа станува пасија. Точно, тоа и сакам да кажам, почнува како хоби, но се засакува спортот како тој. Динамичен е, брзо се игра, не изискува премногу, како да кажам, физички предиспозиции и можно е
секој да го игра, а можни се и варијантите, например, во микс двојки, во мешани двојки, да се вклучат и фамилиарни надпревари, ама тоа све понатака Еве, да. со Имате ли текот на време, да. веќе распоред за некои следни надпревари во блиска иднина? Па моментално немаме план, бидејќи Ѓорги се враќа во Америка сега за една недела, он е иначе може да кажеш асистент. Да, јас сум асистент тренер на универзитетот и правам моментално магистерска, завршувам. Но следното лето ми била цел да почнам малце повеќе меѓународни турнири да играме со Тео. И тоа ни е блиска цел и нормално да напредуваме и да тренираме повеќе. Благодариме многу за денешното гостување. Верувам дека си поминавте убаво и дека во детали ни раскажавте се она што се случуваше изминатиот викенд, меѓутоа и што се планира во однос на паделот и развојот на овој спорт во Македонија, па и ние сме дел од таа алка за поддршка и промоција на И спортот. многу успеси се разбира.